Четворица кои што се сопственици или управители на фирмата F групација се повикани на распит во полиција. Во истрагата за пожарот во Трубарево се вклучи и основното јавно обвинителство Скопје. Ја чешлаат документацијата и ќе утврдуваат дали работењето на оваа фирма била во рамки на законот. Во наредниот период по создавање безбедносни услови и прибирање на податоци за видот на складираните материјали ќе биде издадена наредба за вештачење. Целта е да се утврди точниот вид на контаминација и евентуалните последици врз животната средина и јавното здравје. За сега, како што соопшти од Скопското обвинителство, поради опасните услови не е возможно да се изврши увид на самото место. Јавниот обвинител издава наредби за обезбедување на целокупната документација за работата на компанијата во чии магазини настана пожарот во следниот период по создавање на услови и обезбедување на податоци за видот на складираните објекти. Ке биде наредено вештачење за да се утврди видот на контаминација и последиците од загадувањето. До овој момент во опожарениот објект нема услови да се врши увид на лице место. Министерот Тошковски и директорот на дирекцијата за заштита и спасување Ангелов синоќа по состанокот на управувачкиот комитет за справување со кризи посочија дека никој не може да ги убеди дека 4 депонии во Скопје изгореле за 3 дена сосема случајно. Како пример беше посочен пожарот во Вардариште. Надлежните имаат докази дека на потпалувачите им биле дадени пари на рака. Срам ми е што морам да кажам дека после 35 години ние немаме капацитети такви како што треба да имаме, за да бидеме една европска, демократска, современа држава, која што ќе може на едно такво ниво да се справи. Ако ме прашувате од тој аспект дали ми е срам, да, срам ми е. Но не ми е срам заради тоа што работам максимум во рамки на моите способности, заедно со целокупниот тим од владата, се со цел да можеме да се справиме соодветно за сите предизвици и така ќе продолжиме. Фирмата F групација во Трубарево е основана во 1998 година. Се вбројува меѓу компаниите што се занимаваат со обработка и отстранување на опасен отпад. Има овластување за преземање и третман на отпадна електрична и електронска опрема, батерии и акумулатори, вклучително и литиум-ионски батерии од апарати и возила, како и друг вид електронски отпад. Низ годините креирала раст на приходите. Во 2022 година тие достигнале 268.000 евра. Следната година се зголемиле на 279.000, а лани ја надминале границата од 347.000 евра.